Зградата на општина Кочани до крајот на оваа година треба да го промени изгледот и дел од функционалноста со проектот за нејзина реконструкција. Подготвителните активности за реализација на градежните работи се во завршна фаза, со оглед што до крајот на февруари ќе биде објавен јавниот повик за избор на изведувач, а до почетокот на април треба да биде склучен договор со фирмата што ќе биде избрана на тендерската постапка. За реновирањето на општинската зграда ќе се потрошат околу 250.000 евра, што локалната самоуправа ги доби како грант од ИПА програмата на Европската унија за меѓугранична соработка со Република Бугарија, односно со Благоевград. Проектот е дел од програмата Зелени згради за заедничка зелена иднина, со кој треба да се подобри енергетската ефикасност на административниот објект на општина Кочани, како и на зградата на регионалната управа во Благоевград. Се работи за замена на сите прозорци, се работи за замена на кровот и подигање уште на едно подкровје, значи иста висина само со подкровје, кој што биде во функција на совет или во функција на други организации од општината, и се работи на овозможување за пристап на инвалидни лица со посебен лифт за инвалидни лица. Паралелно со тоа, општината во буџетот за 2017 година издвои средства за реновирање на електричната инсталација, бидејќи електричната инсталација од 50-те години од минатиот век, и реновирање на водоводната и канализационната инсталација во општината. Енергетската ефикасност на зградата на општината беше влезена во проектите за локален економски развој во 2015 година. Тогаш, за планираната реконструкција, локалната самоуправа побара финансиска помош од околу 100.000 евра од владата на Норвешка, но барањето беше одбиено. Двата објекти во кои е сместена општинската администрација се градени во различни периоди и освен досегашното тековно одржување и ситни технички подобрувања, кај нив немало поголеми градежни зафати за реконструкција, со што би се подобрила и енергетската ефикасност. Според планирањата, целосното комплетирање на проектот за реновирање на административното седиште треба да биде завршено до крајот на 2018 година, во која локалната власт ќе троши нов мандат.